Божик не е обичен празник, той е празник на радување, на себично дарење на подароци. Божик не е само за подарување на подароци. Низ подарените подароци, богато наранени под Божикната илка. Треба да научиме колку си голем кога подаруваш со своето мало срце на сестричката и другарчето. Участваш во празничната радост, а кога китењето на Божикната илка да не биде само прекрасен обичај, туку да биде постиг за размислување како да бидеш подобар и послушен. Божикната илка становијата прапет мудреците, нека биде светлина и во нашиот живот, на патот кон добрината човечка, надежта силна и љубовта кон сите. Да простувам на молам на Боже, како небото и земјата се поздравија. Да му посакам на другачи дружба во пресникната грижа и љубов, да му покажем нашата благодарност и вера. Да го разшириме срцето кон сите тажни очина, неспоменати жилби, сиромашни и главни и раце. Кои во нас очекаат Божикната илка и Свети Никола. Да Божи детските души да нема зависи на свет, туку само да има добра мисла и Свети монах и да не поучува дека само љубовта има сила и сила да го победи злото. Елката мислите дека сака да ја скажува за добри деца кои веруваат само во добрината човечка. Погледот да ни биде свртен кон бедниковата вечер, кон милоста на Богомладенецот, кој бара чисти срца, за да ги обдари со богати подароци, само оние кои веруваат во добрите и прават добри дела. Кога во мирната и тивка ноќ ќе бидеме стуткане кон символот на Божи, да размислиме со отворена совест, дали некој повредивме и дали се простивме. Тоа е суштината на Божи. Како на коледа кога знаеме да зборуваме или коледарските торбички да ставаме еднакво, едно за мене, едно за тебе, едно за мене, едно за тебе. На Богомладенецот му пее, слава во висините, на земјата мир, меѓу луѓето добра воља, да си го китиме срцето со љубов, а љубовта кон другите ќе не награди со тоа што ќе остане во душата како да е секој ден Божи. Христос во пештерата ќе биде среќен ако погледне детски души исполнети со љубов и добрина. А Богомладенецот ќе засијае со светлина на бадниковата вечер. А Божикната илка ќе сијае повеќе од сите светилки на овој свет. Богомладенецот од сиромашната пештера како не гали со љубов и како да не чека да се поклониме како подобри деца, со лица озарени од љубов. Друг подарок од нас не бара. Звездата што се спушти во пештерата, да ја украси елката, се спушти во нашиот дом и на нашата елка. Само ако ја разбравме пораката на Божи, да бидеме преполни со добрина, послушни, како што му веќе сме на Свети Никола, да простуваме, да благодариме и да веруваме.